Госпоѓа Ласовска, кажавте дека законот не е уставен и против сите правила во собранието. Согласувам. Но да знаете дека потегот што го прават власти и тоа сега пред опозицијата е изигрување на волјата на граѓаните. Зошто? Идејата им е следна. Пред изборите, затоа ги го пуштат во прво читање да иде. Инаку до сега усвоија, во овие 100 дена, усвоија само 8 закона и сите тие 8 закони се со скратена поставка. Ниеден закон нема усвоено во редовна поставка да помине прво и второ читање. Се договорија да помине овој закон со редовна поставка и тоа првото читање да биде сега пред изборите, за да може Дуи да си каже пред својот електорат дека еве го решава јазикот, а СДСМ да каже не, нема да биде решено, дај да видиме Венецијанската комисија што ќе ни каже, па ако е спротивно тогаш ќе го во второ читање нема да помине. Секогаш СДСМ игра на изигрување на волјата и води дневна политика. Никогаш немала стратешка политика за државата, поготово за вакви стратешки закони како што се од политички интерес на државата и општественото уредување на државата. Секогаш се водела од дневна политика. Така се води и за ово прашање, во однос на законот за јазиците. Не го решава на начин во кој што би било решено како што треба да биде решено и трајно да биде решено. Еве, ја им предлагам на колегите пратеници тука што се во средниот ред, што со сила ги внесува да бидат во среден ред, инаку долго време седат тука лево покрај вратата, да, ако се искрени, да внесеме во заклучоците при гласањето на овој закон на крај и еден став да се спроведе јавна дискусија согласно член 145 од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Еве, колегите пратеници, како што знаеа, на 21 февруари 2002 година, тогаш излезе одека на говорница лицето ГМ и бараше да се гласаат први нивните предлог заклучоци по Закон за здравствена заштита, во кој што ќе биде внесени и заклучокот да се спроведе јавна дискусија. Значи, ако сте искрени и ако сакате јавна дискусија, ве повикуваат и МАНУ, Институтот за национален јазик, македонски јазик и сите други, да спроведеме и да вметнеме во заклучокот да се спроведе јавна дискусија. Тогаш ќе бидете искрени дека сакате едно трајно решение по однос на употребата на албанскиот јазик во Република Македонија. Како што сте знаеле, во 21 февруари 2012 година да се борите и да барате јавна дискусија, прифатете ја понудата од наша страна, но и од ваша страна да има јавна дискусија за овој значаен закон, кој што е многу значаен за сите одека во Република Македонија, еднашка за секојаш да го реши, но да се води сметка ставот на она што ќе биде дискутирано при јавната дискусија. Благодарам.